Добро утро, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на Да си кажеме во склоп на утринската програма на Телма. Ова утро имам чест да му речам добро утро и добре дојде на еден од нашите најдобри кардиохирурзи во земјава, доктор Сашко Јовев. Добро утро. Професоре, добро утро, добре дојдовте во Телма. Добро ве најдов. Македонија денеска го одбележува Европскиот ден на донирање на органи. Точно. Вие и вашиот тим од врвни лекари минатата година во мај ја извршивте првата трансплантација на срце од починат донор, потоа во меѓувреме изведовте уште 6. Така. Како се овие 6 мина пациенти во чии гради чука така условно кажано ново срце? Токму така, откако изведовме првата трансплантација, во низа изведовме уште 5, практично имаме 6 трансплантации. 5 од нив се чувствуваат изморедно и се навистина добри. Едниот од пациентите почина од друга компликација, од инфекција во текот на првиот месец. Со оглед на тоа што овие пациенти примаат имуносупресивна терапија, тоа е терапија која што треба да го спречи отфрлањето на новото срце, нели? Тие се многу почувствителни на инфекции и иако имаме измореден медикаментозен третман и диапазон на модерни лекови кои што се борат против тие инфекции, сепак се случува и тоа, особено во првиот месец. Да, чекавме 29 години до лани во мај, за да се случи првата трансплантација на срце во Македонија. Потоа поречи си една година, годинава во април ја изведовте втората, а во меѓувреме до сега уште 4. Некако се скуси времето за чекање. На што се доложи тоа? Токму така, ние чекавме толку за првата трансплантација, но чекавме 40 години за отварање на Универзитетската клиника за кардиохирургија, која што денес ја имаме и 6-7 години веќе работи извонредно, третирајќи го севкупниот диапазон на многу тешки пациенти кардиохируршки. Тоа што во низа направивме повеќе пациенти се должи на зголемувањето на свеста на нашиот народ, на зголемувањето за свеста за донорство. Од моментот кога се почна со кадаверична трансплантација, нели, почетокот беше малку тежок, но потоа почнуваа да се изменуваат работите. Имаме многу повеќе можности. Првата е можност да може да трансплантираме срце, но и тоа има можности да полесно се добиваат и други органи за трансплантација. Но некако е се поголема свеста на народот за донорство и токму тоа мислам дека беше причина да се случат сите овие трансплантации во низа во текот на една година. Што е најпроблематично во текот на подготовката за една трансплантација? Веројатно обезбедувањето на донор. Токму така, најпроблематично е обезбедувањето на донор, со оглед на тоа што се она што значи припрема на пациентот, селектирање на пациентите за трансплантација е веќе колоквирано. Тоа се познати работи за кои што мојот тим и јас сме веќе многу истренирани, така да тоа воопшто не е проблем. Тимот кој што треба да го препознае кадаверот, а кадаверот е организам кој што го одржува органот што треба да се пресади, но истиот е во суштина пациент кој што има мозочна смрт. Тој тим е спремен и тој тим знае како да го одржи тоа срце. Токму така, најтешко е да се најде орган, да се добие согласност, нели, за да тие органи се донираат. Ја имате ли на програма за работа следната трансплантација? Односно, колку пациенти чекаат на таа листа за донирање на органи? На листата за донирање на органи генерално и конкретно за трансплантација чекаат повеќе пациенти, официјално 20 на пациенти за срце конкретно, но бројот е многу поголем. Дури кај нас ние веќе имаме 20-30 пациенти на самата, 20 пациенти на самата клиника, нели, кои што би биле кандидати доколку се пронајде срце веднаш да се трансплантираат, затоа што се во момент каде што веќе не можат да бидат дома, во момент кога често се враќаат во болница за рехоспитализација или кога веќе не можат да излезат од болница, па дури и во болница чекаат орган, ме разбирате. Но бројката е далеку поголема. На тоа треба да се работи. Зошто? Затоа што околу 0,4% од севкупното население во западниот свет, а ние спаѓаме по патологијата во тој свет, нели, има одреден тип на срцева слабост. А терминална срцева слабост имаат сигурно 20% од нив, што значи дека тие се, тоа е огромна бројка, верувајте, што значи дека тие се или кандидати за трансплантација, или кандидати за среќа во моментот го имаме и ние го практикуваме и воведовме во нашата земја имплантација на механичко срце, што може да значи и дестинациона терапија, но може да значи и бридж ту трансплант, мост до пронаоѓање на срце. Вело дека степенот на развиеност на едно општество се мери по степенот на донирање на органи. Ако е така, колку Македонија денес е развиено општество, 10 години по донесувањето на законот за трансплантација од починат донор? Мислам дека беше во 2011-та.
Така. Точно е тоа што го велат, веројатно, мислам, знам дека така велат, нели? Па ние некаде, јас морам да признам дека е се поголема свеста и некаде би се нашле на средината, нели? Затоа што ако немаше, ако бевме на дното, само пред година-две, изненадувачки промптно расте свеста. Што јас очекувам дека за година, две, три, можеби со добра работа, особено на медиумите и на докторите заедно, свеста ќе биде многу поголема и веќе ќе одиме во групата на развиени со свест земји што се однесува до ова. Сега некаде можеби се наоѓаме веќе полека кон средината. Така, до пред донесувањето на законот за кадаверична трансплантација, во земјава се вршеа само трансплантација на бубрек и на коскена срцевина. Так. Од лани еве и на срце трансплантации, што е со останатите витални органи? Да, треба да се започне со трансплантација на црниот дроб и со трансплантација на белиот дроб, нели? Панкреас исто така, сето останато се прави. А ние откако ја развивме трансплантацијата на срце и целата технологија во врска со трансплантацијата на срце, нели? И со оглед на тоа што некако субспецијалноста ние или мие кардиоторацик dedicated во смисол дека плуќа срцето е еден на некој начин, нели, орган, би биле многу брзо спремни за трансплантација на бели дробови. Многу брзо би биле спремни, ја имаме технологијата, го имаме знаењето и како што истото го велев за срце, го велам сега и за бели дробови. Колегите од абдоминална хирургија, можеби повторно со наша технолошка помош, со оглед на тоа што сме и ние доста адванс технолошки нашата клиника и можеби најадванс од останатите клиники, нели, би можела, а има капацитет навистина, брзо да започне и со трансплантација на црниот дроб. Мислам дека овие две работи ќе се случат релативно брзо. Во текот на годинава или нема такви рокови, се уште не може да се? Рокови такви нема, меѓутоа во текот на една година очекувам дека ќе го имаме тоа. Само за споредба до каде се постигнувањата на светската медицина, што е она што се трансплантира во модерниот свет, а кај нас е се уште незамисливо? Па скоро и да не ќе има незамисливо ако полека се спремаме за трансплантација и на бубрези и на црн дроб, на панкреас исто така, на корнеа можеби таа некако оди малку поспоро, јас не сум многу запознат, нели, во врска со таа патологија конкретно, но не е ништо невозможно. Ние докажавме дека не е ништо невозможно и мислам дека и останатите колеги од останатите клиники универзитетски особено ќе може да го следат тој пример дека ништо не е невозможно ако добро се припремиме, нели, ако работиме како што треба и секако дека може да се оди напред и може се тоа да се совлада и со нешто повеќе технологија, нели, на останатите места или додаток на технологија и кај нас да се реализира. Доктор Јовев, операциите, односно трансплантациите на срце во просек траат по 5 часа, барем од она што го читаме во дневните извештаи по завршената трансплантација. Да. И обично се случуваат, ако добро забележа, во текот на ноќните часови. Зошто е тоа така? Има нешто... Видите, тоа е многу интересно. Има уште некоја патологија, нели, за која што ние велиме дека само ноќни се случуваат, тоа се оние дисекции на аортата, раслојувања на аорта, каде што морате хитно да ги оперирате и убаво би било во работно време да ги изоперираме сите одморени. Да, се случија така последниве, една-две се случија наутро, затоа што вечерта се решаваше, се успеа да се одржи тоа срце и останатите органи во текот на ноќта, ке може и уште неколку часама и тоа се случија утрината. На вистина, некој Марфиев закон е тоа не би можел да кажаме и тоа обично наутро се прават последните припреми кај донорот, затоа што реципиентот не е наспремен. Ако ние начуеме дека има такво нешто, гледаме од листата кој ни е најадекватен и кој најмногу заслужува во моментот и многу брзо, нели, ќе ги издиференцираме, а веќе ги припремаме, веќе ги следиме и тие нашите се конкретно комплетно спремни за саат два, бидејќи се останато што треба имаме. Но оние кои што треба да донираат, нели, во текот на утрото се прават последните испитувања компјутерски, ехокардиографски и така натаму со консензус, со согласност од фамилијата исто малку се оди, нели, хумано, тактички, тоа одзема време, така што некаде делот од работните часови го завзема тоа и полека додека се припремаме доаѓа навечер да се започне со тоа, нели, со самата трансплантација. Меѓутоа некоја посебна причина нема и не би требало да има, да. Во тие 4 до 5 часа кога што трае една трансплантација, кој е најстресен дел? За вас хирурзите и за медицинскиот тим, што е внатре во операционата сала? Па видите сега, како да ви кажам, во суштина е се стресно и полека со вежба, нели, со тренинг се станува се помалку стресно. Можеби најстресен дел е дел од самото имплантирање на срцето, нели, затоа што сепак
ona baza mala što ostanува od srcето на реципиентот, оној кој што треба да го прими срцето, тоа е многу оштетено срце, нели? Сепак е тоа ткиво кое што не е најздраво сосем. Сега доаѓа здраво срце, да се тие анастомозираат, поврзат за сето тоа да функционира добро, особено една-две од тие основните, велиме, анастомози, спојки, нели, особено пред комората лева, да речеме, и една од вените големи, која што оди према стомачниот дел надолу, кои што се малку понежни, нели, вака малку постручно кажано, по-специфично кажано. Значи, неколку моменти во врска со самата имплантација се навистина стресни. Ако ние видиме дека тоа помине добро, некако не се плашиме дека ќе проработи тоа срце. Тоа полека се топли, се реваскуларизира само од себе, од организмот и од машината за вонтелесен крвоток и веќе наоколу полека почнува самото да работи, нели? Така да веќе е тоа помалку стресен дел. Стресен е навистина да се направи тоа спојување нежно и да тие ткива некако одговараат едно на друго и да убаво се спојат. Сега не знам како популарно да го објаснам тоа, меѓутоа еден дел од операцијата, почетниот, е и најстресниот реално. 6 трансплантации досега, рековте како трансплантација, како операција сите беа успешни, за жал еден пациент потоа почина од други компликации, не поврзани со трансплантацијата на срце, кои што се многу редовна појава во светот. Тука не може да се избегне. Ние го имаме целиот регимен и се што треба во нашата интензивна, сме многу спремни за борба со сите тие работи. Меѓутоа, во текот на првиот месец од починатите повеќе од пола умираат од инфекции, токму од инфекции. Какви се светските статистики? Ние сме во моментот што се однесува до тоа во апсолутно добра светска статистика. Значи, засега и подобра од светската статистика на оваа мала серија, нели? На оваа мала бројка. Да. Меѓутоа, каква е светската статистика во однос на прифаќање на така условно кажано туѓо срце во еден организам? Па еве сега да речам некоја статистика на преживување, нели, во однос на што, нели, може да се каже да и прифаќањето и евентуалните компликации како одат. Околу 90% имаат едногодишно преживување, околу 70 до 80% имаат 5-годишно преживување, 50% има 13 годишно преживување. Ако тоа беше до пред 10 години, некаде на 10-11 години, сега со развитокот и на технологијата, и на тренингот во самата хирургија, и на постоперативната нега, и на добриот избор на пациент и на донор, тоа се зголеми така да 50% од пациентите живеат 13 години. Со новото срце? Со новото срце и главно, а ние мислам дека имавме некои слайдови, со сосем нормален живот. Тие се враќаат во таа така наречена НИХА, New York Heart Association, класа 1. Таа е по тежината. 1 се најлесни, 4 се најтешки. Тие од 4 се враќаат во 1. Така да скоро тие нормално функционираат. Тие кои што немаат компликација функционираат комплетно нормално. По слайдовите можеме да видиме дека повеќе или околу половина се враќаат на работа со full-time job, одреден број со part-time job, одреден број се пензионираат и еден мал број, околу 1% кои што се со компликации веќе во раните години, нели, не работат или се врзани за болница и така натаму. И тоа огромниот број има сосем нормален начин на живот, околу повеќе од 90% имаат сосем 96, 89% сосем нормален начин да живеат, доколку немаат компликација, имаат начин на живот буквално како со ново срце. Овие 5 мина кои ги опериравте, кои поминаа добро, се вратија во нормалниот живот? Функционираат нормално? Четворица, да, едниот е се уште во болница, кај нас, затоа што сега го трансплантираат. Да, беше брзо. Да. Другите си функционираат најнормално? Се функционираат, да. Дури и првиот пациент, јас не знам дали имате тако прашање, со оглед на тоа што не беше вработен, го вработивме на нашата клиника и тој е член на нашиот колектив. Првиот пациент Иван е член на нашиот колектив и работи со нас во нашата администрација. Стана дел од тимот на универзитетската кардиохирургија. Супер. Да. Професоре, при трансплантациите се надмина и онаа конкуренција и ривалство меѓу врвните лекари во Македонија од разните клиники, од приватниот и од условно кажано државното здравство. И тоа е добро заради успешноста на операциите. Како продолжува таа соработка, како се одвива? Бевме заедно на првите неколку операции, втората група на операции ја правиме сами, тимот на Универзитетската клиника за кардиохирургија, кој што го водам јас, комплетно самостојно ги изведува трансплантациите. Тоа беше и добар чекор во моментот, нели, некако да се смират страстите и на нешто што е ново, да се биде, нели, посигурен, да се подели одговорноста и така натаму. Тоа беше идеја на актуелниот министер на здравство и беше добро, меѓутоа тоа беше за првите неколку операции, потоа продолживме редовно нашиот тим на Универзитетската клиника за кардиохирургија. Сега повторно ривалство или едноставно нема потреба од помош? Едноставно нема потреба од помош, нема потреба, ама нема ни потреба од ривалство во суштина.
Така, вие спомена веќе сте и професор на медицинскиот факултет. Така, Создавате ли нова генерација на добри, стручни, врвни кардиохирурзи во земјава? Да, добро прашање. Мора да се остави нешто позади себе, да се остави клиниката, но да се остави и истрениран тим. Што се однесува до тоа, одиме многу напред. Што се однесува до специализацијата по кардиохирургија. На самиот почеток кога ја формиравме клиниката, јас направив програма и воведов на некој начин специализација, бидејќи сега се директни специализациите. Јас завршив општа хирургија, па торакална хирургија, па кардиохирургија. Така беше се до пред 10 години и во светот. Сега се директни специализациите, воведовме директна специализација по кардиохирургија. Таа трае 6 години. Првите двајца наши специјалисти кардиохирурзи завршија пред неколку месеци комплетно истренирани на нашата клиника. Значи, вторите двајца ќе завршат, едниот од нив до крајот на годината, другиот кон крајот на идната година. Независно од тоа, имаме 4 субспецијалисти, од кои што се двајца субспецијалисти васкуларни хирурзи, кои беа општи хирурзи, и двајца субспецијалисти кардиохирурзи. Пред да ја формирам јас оваа директна специјализација, тие беа општи хирурзи, кои што додека јас се борев за формирање првите 3-4 години развиток на клиниката, тие субспецијализацијата завршија во Загреб и се придружија. Што се однесува до хируршкиот тим, сме многу добри, секогаш може подобро да одиме. Но, што се однесува пак до анестезиолошкиот, интензивистичкиот тим и тимот на средниот персонал сме изморедни, бидејќи тие токму тука со некој одење и посети во странство за овие 6-7 години се истренира и можам бескрајно се поволам со сите нив. Така да сметам дека имаме еден мощне, добро изграден тим кој што ќе остане. Затоа што следниот после мене е 10 до 12 години помал од мене и надолу, што значи дека тој тим ќе трае сега. Ова што го зборувате, значи има иднина за универзитетската, односно државната кардиохирургија во земјава. За клиниката. Рековте дека првиот пациент кому го трансплантиравте срцето го вработивте на. Така. Ме интересира, можеби ќе ви звучи лаички, бидејќи срцето е нели еден од виталните органи на човековото тело и во него се сместени, така се смета, емоциите на некој начин, не разумот. Така. Дали луѓето кои примаат туѓо срце примаат и дел од карактерот на починатиот донор? Ова е многу филозофско прашање, на ова прашање долго се бараат одговори, нели? За сега би рекол дека го имаме одговорот дека не е така. Во личното искуство и контактите мои со многу од нив, а особено со првиот кој што беше претходно наш пациент, го бевме оперирале аортокорен байпас и колку што го познавам, нели, сметам дека тој е истиот, нели? Не забележувате не забележував никаква промена. Лично го познавав и последниот од претходно и сметам дека и тој е истиот, нели? Што значи дека искрено не верувам во тоа. Но да оставиме, нели, се е во повеќе, се е во разум, се е во главата апсолутно. Докторе, како влијае пандемијата на третманот на останатите пациенти на клиниката за надржана кардиохирургија? Да, во даден период операции секојдневно? Во даден период работевме само итни, кога беа најголемите кризи, нели? За да во текот на оваа вторава криза, кога веќе се издиференцира ковид центрите, нели, ние останеме да работиме сосем нормално. Значи работиме сосем нормално, правиме за пациент кој што влегува елективно обавезно ПСР тест, секој мора да има, правиме и кај нас, правиме и пациентите доаѓаат со такви, нели, со тестови. За пациентите кои што итно влегуваат со брз тест, итна операција мора да се направи и тоа пред влезот во сала повторно се зема ПСР, што значи дека сме максимално предострожни, но работата тече сосем нормално како да нема пандемија, а ние се разбира се штитиме и ние и пациентите и сме спремни и апелирам до тоа да пациентите на вистина да населението се чува, затоа што не дај Боже многу луѓе изгубивме од тоа што во даден момент при огромна криза со пандемијата не функционира не само кај нас и во светот елективните програми. Не можеа да функционира. Нешто не функционира заради нечија да речам нечиј план или него едноставно не може, така беше. Како вие како лекар се чувате од пандемијата, од COVID-19? Јас не успеав многу да се сочувам, јас се заболев од пациенти, го прележав вирусот, ја прележав короната, 2 пати сум вакциниран со Pfizer. Лесно поминавте? Средно би рекол поминав и после сето ова се чувам исто како и останатите, со употреба на маски, со чување на дистанца и така натаму. Ако врв во кардиохирургијата се смета трансплантацијата на срце, вие вашиот врв сте го постигнале. Кој е сега вашиот следен предизвик? Што си поставувате за цел? Да, ова е исто така добар момент, затоа што врв е трансплантацијата, меѓутоа до врвот ние навистина
јас на вистина се трудев да се што е state of art работиме на универзитетската клиника. Ние воведовме многу методи. Воведовме отворена хибридна хирургија на орта, замена на целиот лак на орта, што беше и имплантација на еден стент надолу, а нагоре класична хирургија према срце, што беше први интервенции во целиот регион. Дури сега започнуваат полека во некои други наши земји, нели? Потоа, како се вели, минимално инвазивна хирургија, потоа имплантација на вештачки срца, потоа некои пластики специфични на залистоците и така натаму. Се што е state of art работиме и се трудев да го воведам за да ова биде врвот, нели? Што би било за понатаму? Би сакал ова да го одржиме максимално, да бројката биде доволно толку колку што на вистина треба. Сега јас имам и некои други проекти, нели, во смисол на ендоваскуларна хирургија со некои хибридни сали и така натаму, во смисол за помош за хирургија на трансплантација на бели дробови на моите колеги, да тимски се тоа го направиме кај нас. Така да тоа се два големи проекти за кои што очекувам дека исто така ќе успеам да ги истуркам на некој начин, а се спремаме што се однесува до знаењето, нели, до вештините веќе. И потоа да сето тоа се одржува како што треба, да се создаваат млади кадри, да се прошири клиниката просторно и да понатаму се што е state of art и ново се имплементира as soon as possible кај нас, нели? Затоа што ние имаме пријатели, комуницираме со луѓе од Европа, во секој момент можеме да повикаме некој во смисло на проктор, наместо јас да одам месец, два, три, првата операција тука направиме, втора, трета, како искусен тим тоа го превземаме брзо и во суштина се што е state of art може да се превземе овде. Кога се има базата, и технолошка, и со знаење. Кој е Сашко Јовев приватно? Кој го сочинува вашиот свет освен пациентите? Кој сте надвор од операционата сала? Па приватно е мојата сопруга и мојата керка. Тоа е мојот свет, со нив сум постојано и се радуваме на заеднички патувања најмногу. Заеднички мигови моменти. Како го чувате срцето вие? Како срцето го чувам со после операција? Да, тоа е добро прашање и тоа на сите хирурзи им се поставува и на сите кои што имаат, како се вели, стресни и тешки работи, нели. Некои многу внимаваат на тоа, нели. Некој самиот тренинг при работата може да ги одржи кога ќе се адаптираат и кога постојано има малку адреналин, нели. Јас велам дека јас сум еден од тие, но се бавам со спорт, особено со пешачење, трчање, како што повеќе пати сум кажал, до средноводно и надолу. Многу сакам исто така и да пливам кога одиме по одмори. Понекогаш со фамилијата возиме, со сопругата и со керката возиме точаци заедно низ градот. Јас знам дека и вие сте љубител на возење на точак. И тоа не е помалку екстензивно од вас, нели? Така што и тоа е начин на дружба, нели, фамилиарна, да бидеме заедно, што повеќе и така натаму. Професор, ви благодарам за овој убав разговор во утринската програма на Телма. Ви посакувам уште многу успешни трансплантации и излекувани пациенти, вратени во нормала. И ете, да ги исполните сите цели што си ги имате поставено. Ви благодарам на поканата и се најубаво. Благодарам, доктор Јовев. Почитувани гледачи, останете со Да си кажеме во следното гостување уште еден врвен стручњак во својата област, поврвниот кардиохирург, ви најавувам врвен актер. Останете со нас, почнуваме по кусата пауза.